Добар ден, криптоентузијасти. Значи продолжуваме со Altcoin недела. Денеска успеав да најдам време да направам две видеа, меѓу кои првото веќе го гледавте во текот на вчерашниот ден, а тоа е видеото за Celestia Tия. А ова е второто видео кое што го снимаме на 2 мај за нормално SEI. Тоа е следниот токен според вашите гласови. Значи веќе ги изработивме Ocean Protocol, Celestia Tия и SEI во текот на овој блок, како и претходниот блок, а тоа беше Mental. И нормално ни останува во саботниот ден да го изработиме и Hot токенот. Тоа ќе бидат така речено 5 токени веќе обработени во текот на оваа недела. Значи во недела ќе имаме нешто посебно, затоа ќе ви доставиме соодветно гласање, ќе ви дадеме повеќе теми да бирате вие што би сакале да гледате во недела. Сега дали ќе продолжиме уште понеделник, уште еден токен останува да видиме, но сабота Hot дефинитивно ќе биде обработен, така да 5 токени во оваа недела обработивме, од сабота до сабота како што беше почната. Да, имаме уште еден блок, ова се следните коини кои што ќе бидат обработени. Сега дали ќе биде во Altcoin недела или постепено, зависи како ќе наоѓаме време. Гледате, постојано работиме на нова едукација. Од друга страна се обидувам да биде по едно видео на ден, да не биде премногу материјал. Од друга страна гледате, дополнително ги додаваме оние мали видеа со цел да ви информираме ако нешто се случува во меѓувреме. Но како и да е, значи постојано работиме и се обидуваме да ја покренеме оваа едукација на македонскиот народ во било каде и да се наоѓа во светот. Сега, Altcoin недела, како што кажеме, веќе обработивме неколку коини. Денеска ќе разговараме за SEI, Layer 1 проект. Со тоа што како го правиме тоа, значи го правиме на тој начин што буквално ги следиме овие 6 групи на прашања и ги одговараме се што прилика треба да знаете за овој проект, со тоа што сите овие коини и токени се наоѓаат на нашиот канал во плейлистата анализа на коини и токени, каде што веќе имаме повеќе од 70 проекти обработено, со цел да створиме датабаза на македонски јазик за сите оние во Македонија и надвор Македонија кои што сакаат да истражуваат за крипто, да имаат основно истражување веќе направено за одреден проект. Така да, значи, ова според мене е многу битна работа и затоа се обидувам да обработам што повеќе проекти со цел македонците да имаат основни познавања за овие проекти пред да одлучат дали да инвестираат во нив. Нормално ова не е финансиски совет, но е добро да имате веќе направено истражување. Сега не очекувате ги одговарам овие прашања поред, на крајот нормално сите прашања ќе бидат одговорени, но генерално во зависи од тоа каков тип на проект е, најчесто и скакаме од едно на друго прашање во однос тоа како се движи материјата. Прва битна работа која што треба да забележиме за овој проект станува збор за Layer 1, значи тоа е основен блокчейн кој што поседува свој блокчейн и кој што врз себе има свој екосистем. Со тоа што ако погледнеме каде се наоѓа во однос на market cap, ќе видиме дека станува збор за доста мал проект, но и доста нов проект, значи и затоа е и мал. Моментално се наоѓа на практично некое 20-то место, блиску до Algorand, како што можеме да видиме. Само да видам зашто е ова е 24 волим, само да видам како би изгледал според market cap, чисто да видиме што споредуваме. Значи, рековме веднаш до Algorand и истиот има market cap од 1,4 милијарди, што е доста мал, пак ќе напоменам, но е Layer 1 и е доста интересен, нешто ново. Како што кажав, значи ова е веќе не е ниту трета, туку четврта генерација на Layer 1 проекти, кои што се повеќе се надградени и се подобри испаѓаат нормално. Пред да почнеме да разговараме што повеќе околу самиот проект, значи би сакал само да напоменам од каде истиот потекнува. Значи истиот првенствено потекнува од момент, поради некоја причина успеа да ми се избрише, од Binance Launch Pool. Значи ова е Launch Pool, сигурно оние кои што користат Binance знаат што станува збор, значи ова е практично начин на кој што прва дистрибуција се прави на одреден коин токен, со тоа што гледаме тоа било во септември 2023 година, иако проектот веќе постоел, но неговата распределба гледаме дека е претежно првенствено направена преку Binance Launch Pool, со тоа што истиот имал и своји seeding rounds, значи можеме да видиме и тоа неколку. Значи иако како што кажав веќе истиот во септември официјално се наоѓа на Launch Pool на Binance, гледаме дека уште од август 2022 година веќе имал seeding rounds. Со тоа што погледнете, станува збор за големи суми, значи истиот како што објаснија има негде околу, погледнете, 800 милиони, така ќе дое. Не, се извинувам, evaluation. Значи
ова е 85 милиони долари добиени од seeding round. Со тоа што дури има уште една од ноември 2023 година каде што е undisclosed колку пари има добиено од Circle. Значи погледнете ги имињата, тоа е исто така многу битно, станува збор за многу големи имиња на пазарот. Coinbase, Circle, Jump Crypto, веќе спомнат Evo Mental, веќе спомнат Evo, нели, другото видео кое што го направивме за Celestia. Гледаме дека ова се најчесто големи имиња кои што се наоѓаат во овој сектор и најчесто се наоѓаат во поголемиот дел од овие големи проекти, исто така и BitGet како, нели, менувачица и така натаму, но гледаме дека има големи имиња во овој проект. Уште еднаш, зашто го велиме тоа, најчесто кога има ваков тип на големи имиња, истите знаат да проценат вредност многу повеќе од нас, односно верувајте ми, многу полесно може да проценат од нас дали одреден проект е добар или не, поради капацитетот кој што го поседуваат, како во технологија, така и во работна рака и искуство, за да можат многу по-детално истражување да направат од нас кога станува збор за некој проект. Затоа и многу е битно да се види кој стои позади самиот проект. Сега, исто како и Celestia, и SEI представува Cosmos SDK Proof of Stake проект, односно истиот е создаден со Software Development Kit на Cosmos, кој што повторно сам за себе си представува блокчейн и е Layer 1, но е создаден и компатабилен со Cosmos екосистемот. Сега, значи тоа е првото, да видиме од каде истиот потекнува, да и понатаму станува збор за Layer 1, но е доста уникатен во тоа каков Layer 1 е. Значи, нели, во онаа трилема во однос на, нели, scalability, децентрализација и сигурност, истиот ја жртвува децентрализираност. Значи, станува збор за тип на блокчейн кој што со цел да постигне подобар scalability, брзина и нормално безбедност, ја на некој начин жртвува децентрализираноста, ќе кажеме зошто, станува збор за бројот на нодови. Со тоа што погледнете, значи станува збор за импресивна брзина, 12.500 трансакции во секунда, со тоа што една многу битна работа е финалноста на овие трансакции. Некогаш и брзината да е голема, финалноста на трансакции најчесто е бавна. Во оваа ситуација дури и финалноста на трансакциите е енормно брза, значи 380 милисекунди. Значи дека трансакциите во моментот кога се прават се веќе практично и завршени. Сега, како успева тоа да го постигнат, ќе објасниме, нели, во детали. Значи, дури на нивната основна страна, гледате, ги ставиле Circle, Multicoin Capital, Delphi Digital, исто така големи, Jump Crypto, Coinbase. Значи, гледате дека едноставно имаат големи партнери позади нив уште од самиот почеток. Сега, што повеќе можеме да кажеме, значи, кога веќе разговараме за тип на блокчейн, нормално, не може да се споредува со надворешни апликации, тоа е првото прашање, затоа што станува збор за Layer 1 блокчейн кој што е само блокчейн, така, значи затоа и не може да се споредува, но може да се споредува со други проекти од Layer 1, како што кажавме е на оваа листа на Layer 1 блокчейни кои што моментално се во конкуренција со овој проект. Сега, во однос на, значи тоа е тип на блокчейн, станува за delegated proof of stake. Тоа е битно дел кој што треба да го напоменеме, односно кога е proof of stake, како што е на пример на Cardano, имате илјадници, ако не и стотици илјади пулови. Така, за разлика од тоа кога станува збор за SEI, истиот има само 50 возможни места за delegated proof of stake, а веќе имаме 39 пополнети. Односно, во овој блокчейн ќе има само максимум 50 пулови на практично нодови, така. Со тоа што 39 се веќе пополнети и нормално вие не можете така лесно да направите свој нод, ќе ви покажам зашто во следниот слайд, но нели прво да се здржиме на овој дел. Станува збор за delegated proof of stake, каде што вие на овие 39 досега активни валидатори може да ги така речено атачирате, односно да ги делегирате вашите токени со цел да добиете 4,16 на годишно ниво stake rewards. Еве ги новчаниците кои што може да ги користите, Compass и Fin, со цел да може да ги атачирате, нели, тоест да ги делегирате вашите коини. Ова се, значи, моменталните пулови, односно нодови кои што постојат. Сега во делот кој што го спомнавме зошто е толку тешко, значи погледнете, бара 16 core CPU на компјутерот, 64 гига RAM,
1 терабайт значи меморија за самиот блокчейн, со тоа што јас повторно ќе го оставам овој линк ако некој од вас мисли дека може да направи. Она што не успеав да најдам е да видам колку коини се потребни, затоа што овдека не е само конфигурацијата на вашиот компјутер кој што ви е потребен да биде практично валидатор, но туку исто така е потребно и количина која што верувам дека ќе биде огромна на сеи токени со цел да може да имате еден ваков delegation node, delegated proof of stake node, но ќе го оставам, кој знае, можеби некој од вас и поседува долу. Сега, тоа е во однос на самиот консензус механизам, станува збор како што кажеме за delegated proof of stake и самите кажуваат дека ја жртвуваат децентрализацијата со цел да ја зголемат брзината на трансакциите, нормално и сигурност. Сега, гледаме дека веќе имаат активен блокчейн екосистем, иако на крајот од денот да не заборавиме истите се доста нови. Значи официјално лансирањето е негде крајот на претходната година, каде што како сам по себе екосистем се наоѓа на пазарот, со тоа што битна работа која што треба да напоменеме дека SEI самиот по себе како екосистем се фокусира повеќе на DeFi. Односно ова е Layer 1 блокчейн кој што целосната инфраструктура е направена со цел да овозможи подобро функционирање на DeFi платформи и да речем менувачници, децентрализирани менувачници, marketplace како што се на пример NFT, gaming marketplace и така натаму. Зошто е тоа така? Значи самиот факт дека вие практично имате ја жртвувате децентрализацијата со цел да постигнете што поголема брзина и финалност на транзакциите, се фокусирате на тоа било кој тип на DeFi проект, без разлика дали е централизиран, децентрализиран менувачници и така натаму, да може да функционира на овој екосистем брзо. Се разбираме, значи трансакциите многу брзо се процесираат. Има и други видови на да речем позитивни факти кои што ги имаме за секој DeFi проект кој што може да се наоѓа овде, а тој дел ќе го објасниме во ова статија. Овдека е се опфатено. Јас само ќе го објаснам тоа со кратки црти. Значи не заборавајте дека јас не сум ниту програмер, ниту пак сум блокчейн девелопер, значи блокчейн девелопер. Идејата е дека ова што ви го објаснувам е само во кратки црти во најосновните вредности. Само да разберете што е позитивното, што SEI го има, а другите го нема. Доколку нешто од ова што го кажувам е нејасно или пак можеби сум го кажал погрешно, поправете ме во коментар, како што кажав, значи секоја ваша дискусија под видеата е добро дојдена, со цел и јас, ако нешто сум сгрешил да се поправам или пак ако имате дополнителни информации да ја надополниме самата заедница. Сега, како што кажеме, значи идејата е што овој е app chain, односно не е general purpose. Идејата е general purpose е на пример Ethereum, кој што може да поддржува било каков тип на апликации, без разлика за каков тип на DEP станува збор. За разлика од тоа имаме Layer 1, како што е на пример во оваа ситуација SEI, таков ист беше и Injective протокол кој што го истражувавме, кој што е фокусиран на одредена гранка од криптосекторот, а во оваа ситуација тоа е DeFi. Така да, зошто е DeFi, ќе покажеме, значи има некои интересни работи кои што го прави, како што кажавме, прво самата брзина на трансакциите, дополнително и финалноста на трансакциите. Сега, втора битна работа која што помага за брзината, значи од каде ова доаѓа од уникатниот Twin Turbo консензус кој што го поседува SEI. Да, малку звучи како да зборуваме за Mustang, а не за блокчейн, но ете така окрстиле. Идејата е дека преку два посебни типови на, да речем, надграба на консензус кој што го поседуваат SEI, истиот доаѓа до крајно поголема брзина за разлика од другите Layer 1 блокчейни. Прво, значи Intelligent Block Propagation, што значи дека во оваа ситуација, значи на кратко како би го објаснил ова, иако е премногу долго и премногу комплицирано, идејата е дека наместо да ги анализира сите трансакции една по една во еден блок, во овој блок моментално кој што го процесира SEI има само хеш од сите трансакции и многу полесно може да се процесира. Нормално потоа откако сето ова ќе биде процесирано, повторно има некаков тип на контрола, но идејата е дека наместо да се процесираат една по една трансакција, се процесираат сите заедно во многу помала количина на информации преку овие хеш, практично броеви на секоја трансакција. А во вториот дел, кој што исто спаѓа од ова, Twin Turbo, да речем, консензус во Delegated Proof of Stake, истите, значи, Optimistic Block Processing, каде што процесот на гласање, затоа што знаете дека овие нодови треба да се договорат кој ќе биде тој што ќе ја запише трансакцијата, односно блокот, така. Значи, оние делови на pre-vote и pre-commit,
кои што најчесто треба да поминат во еден нормален proof of stake блокчейн, истите се практично заменуваат, односно се прескокнуваат сега, нели? Да не претеруваме премногу, затоа што и јас доволно не го разбирам за да може да го објаснам. Идејата е дека преку овие два, да речем, на некој начин надградени процеси, многу побрзо се процесираат блоковите и трансакциите и затоа и добиваме ваков тип на брзина која што е незамислива за постарите блокчейни од 12.500 трансакции во секунда. Следниот дел кој што мораме да го разговараме е паралелизација, односно ова дури е веќе надградено во втората верзија на SEI, за која што ќе разговараме во следниот тап, но идејата е дека практично SEI може паралелно да процесира неколку трансакции, со тоа што, значи, овој посебен тип на надградба на нивниот протокол преку Directed Acyclic Graph им дозволува во исто време овој блокчейн да процесира не една по една, како што е тоа нормално за еден блокчейн, или една по една трансакција, еден по еден блок, овдека процесира две трансакции во исто време, со тоа што овој Directed Acyclic Graph уствари се грижи да нема, нели, на некој начин погрешување или дуплирање на тоа која трансакција моментално се процесира, затоа што станува збор за две во исто време. Сега повторно, значи ова е премногу комплицирано, уште еднаш ќе напоменам, идејата е да разбереме зошто е толку уникатен и во оваа ситуација баш овој дел паралелизација е многу битен за надграбата на SEI до тој степен што може да помогне во забрзувањето на блокчейните како Ethereum. Тоа е вториот дел кој што ги објаснуваме, но пред да дојдеме таму, значи исто така постојат и уште две битни работи кои што треба да ги објасниме. Ова е буквално наменето за сите апликации кои што сакаат да се развиваат на SEI во однос на DeFi сектор. Без разлика како што кажеме, дали е marketplace, дали е децентрализирана менувачница, идејата е дека прво самиот SEI има вградено во себе си order matching engine, односно оној order book кој што го имаме, значи она ledger книга која што имаме во секоја менувачница, како што имаме во Binance или во Coinbase. SEI го има вградено во сопствениот блокчейн, што значи дека кој да развива свој DeFi протокол, истиот не мора сега да прави сопствен ledger, зборуваме сега ledger, односно order book, така. Значи не мора да прави свој order book, каде што, нели, купувачите и продавачите се ногаат еден со друг, туку тоа го има веќе вградено во самиот SEI и дополнително истиот има дури и native price oracles, односно сите цени на блокчейни, NFT, сега овде зборуваме се што е матично за блокчейн, без разлика дали е стандарден токен или NFT токен или така натаму, истите ги има цените се, нели, провайдер, односно цените ги дава SEI во однос на Oracle кој што ги користи за овие DeFi проекти. Значи он има свој Oracle преку кој што постојано ги апдейтира цените на сите, да речем, проекти и токени и коини на пазарот и ги дава на овие DeFi проекти кои што не мораат тоа да го прават сами, се разбираме. Значи тоа се две големи работи кои што они не мораат да ги прават, значи од нула, па сега вие да барате Oracle, дали ќе биде тоа Chainlink или EDI или некој друг, или пак сега да барате како да креирате програмски нели order book, сето тоа ви го дава SEI како протокол. Сега битна работа која што исто така треба да спомнеме е SEI version 2, односно Parallelized EVM blockchain, Parallelized, да. EVM blockchain, каде што погледнете го. SEI го развиле на тој начин што моментално истиот може да процесира паралелно трансакции од Ethereum, со тоа што зошто е ова битно. Значи истиот може да процесира паралелно трансакции со Ethereum Virtual машината, како на Ethereum блокчейнот, така и на SEI. Односно, зошто е ова направено? Знаете сами дека најголемиот дел од DeFi секторот се наоѓа на Ethereum, не само тоа, туку и најголемиот дел од девелоперите се наоѓа на Ethereum. Оваа version 2, да речем, надграбба на SEI, дозволува сите апликации какви што се во јазикот на кој што се напишани на Ethereum да можат да бидат трансферирани на SEI или да функционираат паралелно на Ethereum и на SEI. Со тоа што идејата е, значи, да се помогне во забрзувањето на трансакциите на Ethereum. Практично вие преку овој parallelized, значи синхронизирано зголемување на трансакциите затоа што паралелно ги запишувате, доаѓате во ситуација во која што може да помогнете на Ethereum да има поголема брзина на основниот блокчейн. Се разбираме. Но ова нормално станува збор за оние апликации кои што сакаат да го користат SEI како дополнение на Ethereum за надграбба на своите трансакции и сакаат да функционираат на основниот Ethereum блокчейн.
Како и да е, ова е надграба, значи повторно и јас, значи пак ќе кажам, не можам да кажам дека го разбирам во комплетност, значи затоа што е пак ќе кажам многу самиот по себе доста голем процес, верувам дека е доста комплициран. Ова е најлаички што може да се каже, дека на некој начин го надградува фактот што ви дозволува не само на Ethereum, туку и на Solana, значи да можете паралелно да функционирате како на SEI, така и на Ethereum и на Solana, во исто време вашата апликација да биде и во SEI екосистемот и во Ethereum и во Solana. Сега, на нивната официјална страна, значи имаме и мостови до други други екосистеми. Прво, значи ова се основните новчаници кои што гледаме дека SEI ги користи, а во исто време битно е да напоменеме дека имаат направено доста мостови. Погледнете, имаат мост до Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum, BNB Smart Chain, Osmosis, Optimism, Noble и Kava. Значи дека имаат доста голема селекција на мостови помеѓу различни екосистеми, значи дека работат на тоа да воспостават така речено комуникација за размена на пораки и капитал со другите екосистеми, што е добро за овој проект, затоа што пак ќе кажам да не забораваме е доста нов. Сега во однос на вести на овој проект, значи во однос за ликата ќе разговараме малку подоцна, во однос на вести на овој проект, значи првата вест интересна која што најдов е за Jellyverse проектот, кој што е практично развиен од Balancer. Balancer протоколот е еден од најголемите во DeFi секторот за позајмување, за lending and borrowing, кој што како таков, значи Jellyverse ќе биде децентрализирана менувачница која што се развива на SEI. Значи тоа е едно од децентрализираните менувачници кои што ќе биде присутни на SEI. Не заборавајте дека SEI самиот по себе веќе поседува децентрализирани менувачници. Значи ова е само уште една, така. Значи погледнете, он има веќе развиен екосистем од повеќе од 100 апликации кои што се наоѓаат во овие категории на самиот екосистем на SEI. Сега други интересни работи, значи еве, како што кажавме, значи тоа е една од вестите кои што веќе разговаравме, значи паралелизирањето пак ќе дојде на EVM virtual машината на SEI дозволува во исто време да можете да имате апликација како на SEI така и на Ethereum и да ги процесирате транзакциите. Паралелно со тоа што овој version 2 оди до тој степен што дури и ако има надградби значи ако имаме било каков тип на надграба на Ethereum virtual машината, оваа надграба автоматски се надградува и на SEI. Значи SEI автоматски станува компатабилен со надграбата на виртуал машината на основниот блокчейн на Ethereum, што е доста добро. Значи дека навистина паметно го направиле, дури и фактот дека не треба да учите сега нов програмски јазик за да може да функционирате на SEI, туку истите се компатабилни со јазикот Solidity на Ethereum. И еве моментално интересна работа, значи се обидуваат да придобијат NFT креатори, со тоа што ова е ново, значи од 5 април 2024 година, 10 милиони фонд за сите оние креатори кои што сакаат да се префрлат или почнат да функционира на SEI екосистемот. Значи ако ви интересира, најдете го овој артикл, доста лесно може да го најдете, можеби некој од вас е NFT креатор, така да би било добро да го погледнете. Партнерства, веќе кажаме, значи SEI навистина поседува солидни партнерства, ако ова не се солидни партнерства, не знам што е во крипто екосистемот, генерално во крипто системот мислев, и поврзано со кривични или судски случаи, добро за нив што се уште не се опфатени, например, со тужба од SEC или пак со оние коини и токени кои што беа опфатени со тужбата против Coinbase и Binance, така да тоа е сосема добро за нив. Во однос на техничка анализа, значи моментално исто така немаме многу што да разговараме, затоа што станува збор за чарт кој што е од август 2023 година. Значи генерално сега е во првиот подвиг нагоре, исто како што кажеме во вчерашното видео за Celestia Tия, значи моментално гледаме дека е во оној прв бул маркет и најчесто тоа е многу добро за ваквите проекти, затоа што дури и да е лоша направена токенизацијата, истиот затоа што е нов на пазарот, има мал маркет кап од само 1 милиарда, најчесто ќе си го најде своето место и ќе направи добар бул маркет, барем за почеток. Нормално, со тоа што гледаме дека овој прв иницијален бул тренд се уште не е скршен, уште од самиот почеток, гледаме дека моментално се придвижува надоле после поставените рекордни 1,14 долари, и сега моментално се наоѓа на цена од негде околу 54 центи, што е половина од тоа, и гледаме дека веќе ова FIB корекција е направена до 61,8, што е golden ratio, златниот левел
на Фибоначи, кој што најчесто представува момент каде што цената повторно продолжува да се движи нагоре. Нормално ова паралелно мора да го погледнеме на целиот пазар, значи не е се и очигледно исклучено пазарот, но добро е тоа што гледаме дека овој иницијален скок, што јас постојано кажувам, тоа е една позитивна работа на целиот пазар моментално, иницијалниот скок каде што RSI успеа да достигне 88 на неделно ниво, се намали до под 50, што е одлично затоа што сега веќе имаме многу солиден простор за повторно предвижување нагоре. Оваа корекција беше повеќе од потребна. Овие 50% пат. Значи ова е на некој начин дури добро место каде што дополнително би требало да докупите доколку сте се заинтересирани за овој коин. Повторно, јас не сум затоа што имам доволно Layer 1, веднаш ќе ви кажам, но истиот значи пак ќе кажам нова генерација на Layer 1, која што е доста надградена и доста пофункционална и верувам дека ќе има свое место. Повторно, ова е еден од да речам главните критериуми зашто кажувам тоа. Овие луѓе не инвестираат 85 милиони доколку не станува збор за нешто што има потенцијал. Сега, во однос на токеномијата. Токеномијата е малку лоша, како што кажавме, како и за нели вчера за Селестија, значи имаме 10 милиарди, од кои 2,8 милиарди се веќе пуштени во оптек, значи има уште 72% токени кои што се уште не се пуштени во оптек, што е проблем. Сега ќе објасниме зошто. Значи, да видиме што случува со токеномијата. Погледнете го vesting schedule. Исто како што вчера разговаравме со Селестија и овдека нема некоја голема разлика. Да, поголемиот дел од овие токени се Ecosystem Reserve. Тоа се негде околу 48%, што е добро. Значи, тоа е staking reward, се разбираме. За разлика од тоа, например, во Селестија вчера беа многу полоша токеномијата. Така, значи овдека на крајот од денот 48% од вкупната количина на токени ќе бидат staking rewards. Но имаме многу големи количини кои што се уште не се дадени. Погледнете. Private sale, така, на Тимот имаме 20%, Private sale 20%, Binance Launch, тоа е веќе завршено, ова е црното што го кажувавме, нели, на почетокот што објасниме дека беше на Launch Pool на Binance и фондацијата. Значи, на Тимот и фондацијата заедно има 29%, што не е ни толку лошо, сме видели и 70%, но Private sale има 20% дополнително. Така, што значи дека овдека имате ситуација во која што Тимот и фондацијата скоро и да не почнале да добиваат ништо. Како и нормално private sale, овие големи, да речем, субјекти кои што треба да ги добијат своите коини. Така да уште еднаш ќе напомена, почнувајќи од 15 август 2024 година. Значи ќе имаме голем број на токени кои што ќе бидат доставени до овие инвеститори. Се разбираме, што е голема веројатност дека ќе добиете дамп, затоа што не заборавајте, исто како што кажавме вчера, значи овие инвеститори инвестирале пред една година, што значи дека цената пред една година на овој токен била смешна. Погледнете, април 2023 година. Значи април 2023 година цената уште не била ни на пазарот, значи била помалку од 6 центи, така. Значи ако била помалку од 6 центи, они се веќе дебело во профит, се разбираме. Некои од нив се околу 10 па и повеќе пати во профит. Значи дека он и сега ако му дадат токените да ги продаде, он ќе биде многу во профит. Така да голема веројатност е дека ќе ги продаат овие токени, се разбираме, и затоа не сакам вакви проекти на почетокот каде што има многу лош vesting schedule како овој, кој што може да ни направи дамп, а не можеме да знаеме дали тоа ќе случи или не, додека не ги добијат токените. Така, повторно станува збор за мал маркет кап и за тоа нели може тоа да се надмине ако имаме доста голем интерес, но колку и да е добар проектот, кога ќе видам ваков vesting schedule, искрено не ми се допаѓа и затоа дури да има енормно добар перформанс, би се задржал на фактот дека овој vesting schedule може некој постојано да ви прави дамп како цената се движи нагоре. Така да затоа и нема да го поседувам, а од друга страна како што кажав веќе имам доволна количина на Layer 1 нели проекти. Ќе видиме понатаму ако истиот проект на вистина остане во текот на следниот bull market и се докаже можеби и овој ако направи нешто надвор од вообичаеното, нешто што на вистина ми се допаѓа, може да се случи да се префрлам во овој проект, но сега за сега не гледам причина зашто би го направил тоа. Уште една интересна причина, 28 full-time девелопери со 75 на месечно ниво, што е многу дупло помалку дури и од Селестија, а Селестија од октомври, а ово е од средината на 2023. Значи, ако го споредиме со големите проекти, истиот со 23 devs би го ставиле негде многу доле, далеку од Layer 1. Погледнете, значи, овдека што можеме да најдеме? Некои мали проекти што реално дури не ги ни знам по големиот дел, DYDX е менувачица, значи овдека јас не гледам Layer 1, што значи дека се уште на самиот почеток. Дури и фактот дека има само 28 девелопери, за разлика од големите проекти и Layer 1, погледнете, значи кога ќе ги погледнеме големите,
Еве, погледај, значи најголемите имаат до 300-400 девелопери, па дури еве помалите, како што е на пример Cardano 170, да видиме други, Polygon, само што не е Layer 1, значи Harmony е Layer 1, 81, овде ќе имаме доста мал број на девелопери, иако тоа не е, нели, крајниот проблем. И еве овдека исто така уште еден проблем, овие под 10% кои што се фиксни и 14 овој, да речем во првите топ 5 wallet-и, не е објаснето чии се. Значи, 40% кои што ги имаме овдека, кои што треба да бидат дел, така речено, за стейкинг, очигледно се овие, така. Но овдека не е објаснето дали ова на фондација, дали е на некој од приватните инвеститори. Значи, со оглед на фактот дека нивниот vesting schedule се уште не е почнал, не верувам и дека е, но не е објаснето чии се овие. Што правиме ако овие 14% одлучи да направи дамп, така. Значи, сеќавате, баш го правиме во моментот, кога имаме еден wallet кој што е голем, тоа е најчесто секогаш staking rewards. Кога имаме други wallet-и големи, а имаме менувачица, тоа се најчесто liquidity pool, што значи дека не е страшно, но овдека немаме никакви иницијали, ништо што е, од кого е, зошто е, така. Значи имате 5 wallet-и со повеќе од 10% кои што може да ви направат дамп. 10% во еден момент на цената е доста голем проблем. Значи, еве, тоа е проблемот. Топ 10 имаат 98,24% од токените, но ова е само дел и поради тоа што се уште и не е почнат, така речено, vesting schedule, значи проектот се наоѓа на апсолутен старт. Затоа и не би брзал да бидам дел од овој проект. Нормално секој од вас одлучува за себе. Да видиме сега дали објасивме се. Децентрализација во однос на тоа, да, ова го објасивме сега. Веќе разговаравме за девелопери, колку залиха, тип на блокчейн објаснето, ова исто така објаснивме во однос на вести и техничка анализа објаснивме, roadmap, значи сега version 2 е новиот дел од roadmap, понатаму ако има нешто ќе направиме дополнително видео. Знаете дека за roadmap најчесто правиме дополнителни видеа кога има нешто битно да се разговара и апликација нели објаснивме на самиот почеток. И нормално за крај, како и секогаш би сакал уште еднаш да ве потсетам дека на 18 мај ќе правиме интересен, да речем, евент кај Даскалот во, Скопски градски парк, веднаш до арената Борис Трајковски, каде што, ќе направиме еден интересен happening, митинг. Значи, јас ќе донесам неколку гајби пиво, а вие дојдете да си направиме муавет на крајот од денот. Јас тоа го кажав, ќе го кажам повторно. Не ми се допаѓа она ќе изнемам сала, па јас ќе стојам на бина, па ќе разговарам пред вас, па вие ќе ме слушате, нема потреба. Значи јас ве гледам како пријатели, како другари. Затоа би сакал да бидам меѓу вас, да разговараме како да се знаеме буквално 100 години и би сакал ако имате прашања да ми ги поставите директно, така да затоа би сакал ова да биде на овој начин. Значи, јас сум пораснат на клупа во парк, би сакал така и да продолжи. Јас не ве гледам вас како моја публика, јас ве гледам како македонци кои што на еден или на друг начин или растере со мене, или растеле како мене. Така да и така сакам да продолжи се тоа. И нормално за крај, значи сите оние кои што се нови на нашиот канал, погледнете го ова прво видео на врвот од каналот кој што ќе ви даде упатства за тоа како да го следите нашиот канал. Веќе имаме 938 видеа. Знам дека е малку тешко да го следите овој материјал, но ова е најлесниот начин за да може да добиете насоки за тоа што и како да гледате на нашиот канал. И нормално, како и секогаш во секој од нашите видеа, значи може да најдете во дескрипцијата битни информации кои што се битни за да го следите нашиот канал. А тоа се нормално, значи нашите социјални мрежи кои што би препорачал да ги следите, затоа што објавуваме многу повеќе информации од самиот канал, значи објавуваме секојдневни информации за економија и крипто. Дополнително може да ги најдете нашите два паралелни канали на Odyssey и Rumble, каде што може би преферирате да следите нашата програма. Like, share, subscribe, comment, затоа што уште еднаш ќе напоменам, значи целата оваа материја која што гледате овде е направена бесплатно, ќе продолжи да биде бесплатно за сите македонци. Се што бараме од вас е, доколку ви се допаѓа она што го видовте и сте научиле нешто повеќе, препорачате го ова на што повеќе македонци со цел да ја распространиме оваа бесплатна материја и да помогнеме на македонците да научат на својот македонски јазик за тоа што е крипто, што е економија, кои се овие проекти, што истите значат и како од ова може да се направи профит. Нормално, ова не е финансиски совет, но ова е истражување кое што може да ви помогне во вашите истражувања.
И нормално, ова е, нели, во дескрипцијата може да најдете содржина на самото видео, што уствари се зборува во истото. И за крај, нормално, знаете дека организиравме, барем до сега, веќе една успешна добротворна акција од оние донации кои што ни ги праќате ви. Значи, ова е на ваше барање, јас немам потреба од никакви пари од македонскиот народ, но вие баравте и ние ставивме блокчейн адреси на кои што може да ни доставите одредена, да речам, донација, доколку ви се допаѓа нашата работа, а ние тоа во последниот пример го доставивме до една црковна организација од Велес, која што помага на сиромашните и бездомните. Исто така оваа апликација Купи ми кафе, значи служи за истата намена, односно помош на дигитални креатори да, нели, на некој начин добијат помош за својата работа, со тоа што повторно, значи ништо од ова нема да биде искористено за нас. Значи сега моментално имаме собрано негде скоро околу 600 евра, од кои 500 евра ќе бидат донирани повторно до истата оваа организација, а понатаму би сакал да помогнеме и на други организации, така да како ни донирате, така сето тоа што е собрано порано или подоцна ќе го доставиме до некоја од нели, домашните организации или пак некој конкретен случај. И откако ќе завршиме со оваа втора акција до црковната организација, потенцијално би сакал, ако некој од бранителите од 2001 година има потреба, гледаме дека се случува многу често да имаат потреба од, не знам, некаков медицински зафат или слично, би сакал, нели, дел од нашите пари да ги доставиме до овие луѓе кои што се жртвувале за нашата земја, а нашата земја ги заборавила, за жал. Така да, нели, во најмала рака гемиџијата не заборава. Ви благодарам на поддршката како и секогаш и нормално продолжуваме со работа македонец за македонец. Се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.